Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Ема Близновска и во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на кратки видеа кои се креирани за да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Ова видео се однесува на безбедноста на интернет на учениците и најпрво ќе почнеме да разговараме за кои се оние податоци кои треба да внимавате како ги споделувате на интернет. Најпрво разговараме за вашите слики. Вашите слики можат да бидат злоупотребени на различни начини. За некој да се представи како вас, да ги сподели на места на кои вие не би сакале да бидат споделени и слично. Затоа внимавајте на кои веб страни ги прикачувате вашите слики. Следно зборуваме за вашето целосно име и презиме. Вашето име и презиме може да биде искористено за некој да се представи во ваше име или да дознае повеќе информации за вашиот живот, како име на родители, место на живење, така што ќе се представи со вашето име и презиме. Вашата возраст и датум на раѓање се оние информации кои што слично како вашето име и презиме, како и вашата возраст и датум на раѓање може да бидат слично злоупотребени. На овој начин и адресата на живење може да ве донесе во опасност. Адресата на живење е информација која може да биде многу опасно искористена против вас, доколку јавно ја споделувате, па така бројни кражби се случуваат затоа што крадците дознаваат адресата на живење на некого преку социјалните мрежи. Телефонскиот број е еден од оние лични податоци кои не се препорачува да ги споделувате јавно, затоа што може да доведе до повици во несоодветно време на денот, повици од непознати личности преку кои вие може да бидете изложени на содржини кои што се несоодветни за вас и слично. Вашата имејл адреса, како и имејл адресата на вашите родители или старатели, е едни од оние информации кои што слично како вашиот телефонски број може да направа да бидете изложени на некои информации и содржини кои што не се соодветни за вас и за вашата возраст. Тука ја споменуваме и лозинката, но малку подоцна ќе зборуваме подетално за вашата лозинка и корисничко име. Следно зборуваме за училишта и курсови кои ги посетувате. Не е паметно јавно да објавувате во кое училиште одите, кои курсови ги посетувате, во колку часот, кое време, затоа што вака може да станете мета на кратци или демначи. Вашето целосно име, односно целосното име на вашите родители или старатели, на сличен начин како и вашето, може да биде злоупотребено, така што некој ќе го искористи за да знае ваша адреса на живење и слично. Каде работат родителите или старателите не е паметно да се споделува, а главната причина за ова се кратците, како само една од неколкуте причини. И последната работа која што ќе ја споменеме тука е бројот на кредитната картичка или бројот на сметка на вашите родители. Ова никако не е препорачливо да се споделува онлайн, затоа што може да доведе до кражба. Затоа секогаш треба да се консултирате со возрастна личност на која и верувате, пред да споделите било која од овие лични информации на интернет. Разговарајте со возрастна личност на која и верувате, пред да споделите било каква информација за вашиот живот на интернет. Следната тема на која што ќе зборуваме е зошто не треба да отварате пораки од непознати личности. Најпрвата причина и најосновната е фактот што пораката може да содржи содржини кои што не се безбедни или соодветни за вас и вашата возраст, па така може да ве стават во ситуација да видите нешто што не би сакале да видите или нешто што воопшто не е соодветно за вас. Никогаш не знаете кој се крие зад тој профил на непозната личност, па затоа немојте да ги отварате. Ако сметате дека пораката не е безбедна, и ако таа навистина не е, таа може да доведе до хакирање на вашите кориснички сметки, лични податоци, како и до инсталирање на вирус на вашиот уред. Доколку добиете ваква порака од непозната личност, најдобро решение е да ја покажете истата на возрастна личност на која и верувате и тие да ви помогнат да процените дали треба или не треба да ја отворите истата.
Претходно веќе споменавме дека ќе разговараме за тоа зошто не е препорачливо да ги споделувате вашето корисничко име и лозинка, а сега и понатаму ќе разговараме за тоа. Најпрво мора да знаете дека вашето корисничко име и лозинка се како ваш клуч и доколку некој ги има тие ваши податоци, може да се представува во ваше име. Па така на сликава може да погледнете една добра илустрација на што се може да се случи доколку некој ја добие вашата лозинка. Вашето корисничко име и лозинка се оние кои што вас ве чуваат безбедни онлайн. Доколку ги споделите вашето корисничко име и лозинка со други луѓе, тие може да ги искористат за да влезат преку вашиот кориснички профил и да се представуваат како вас. Ова е кражба на идентитет. Вашето корисничко име и лозинка може да се споделат само со возрасни личности на кои им верувате, како што се вашите родители и наставници, и тоа преку безбедни канали, а не јавно на профил на социјалните мрежи. Токму кога сега разговараме за ова, ајде да замислиме неколку различни ситуации. Најпрво замислете ја следната ситуација. Замислете дека сте го запишале вашето корисничко име или имејл адреса и лозинка во тетрадка. Истата сте ја оставиле отворена на вашата клупа на училиште. Некој може да ги слика и запише овие податоци и потоа да ги искористи за да влезе во вашата корисничка сметка или акаунт. Паузирајте го ова видео тука и размислете за што се би можело да се случи. Ајде сега да замислиме уште една ситуација. Замислете дека сте се регистрирале на вашата имејл адреса за да испечатите некој документ во фотокопирницата блиску до вашето училиште. Брзајќи да не задоцните на првиот час, заборавате да се одјавите од имејл адресата. Што може да се случи? Паузирајте го видеото тука и размислете. Сега кога веќе разговаравме за неколку вакви немили ситуации кои може да се случат, време е да разговараме за како да создадете силна лозинка. Во ова дигитално време речиси секој од нас креира лозинка онлайн. Лозинката е тајна низана букви, бројки, символи и специјални карактери кои заштитуваат нешто приватно. Доколку создавате кориснички профил на некоја од социјалните мрежи, имејл адреса или пак некоја друга страна, важно е да имате силна лозинка. Лесен начин за да создадете силна лозинка, која сепак ќе биде лесна за вас да ја запомните, е да трнете од некоја реченица која што често ја употребувате или пак поговорка која ја знаете многу добро. Тука имаме еден пример. Лесен начин е така што ќе ја претворите оваа фраза или реченица во само првите букви од секој збор во оваа реченица, па затоа запишете ги само нив. Тука имаме исто така еден пример и за ова. Следниот чекор е да додадете некои големи букви, а некои мали. Создадете си своја логика, дали парните или непарните букви ќе ви бидат големи, односно со капслок. Како што имаме во примерот тука. Сега, за да ја направиме вашата лозинка уште посилна, ќе додадеме една или две бројки пред или по буквите. Може да се одлучите овие бројки да имаат некакво значење за вас или пак да бидат некои бројки кои што случајно сте ги избрале. Сега време е да додадете барем еден интерпункцијски знак, како што гледате во примерот. Некои страни задолжително бараат вашата лозинка да има големи, мали букви, бројки и интерпункцијски знаци и сето ова е за ваша поголема безбедност. Не е препорачливо лозинката да ја запишете некаде, на интернет или во тетрадка, на лист или слично. Најдобро решение е да си ја повторите неколку пати додека не ја запомните. Доколку мислите дека нема да ја запомните, запишете ја некаде каде што сте речиси сигурни дека таа е безбедна, некаде во вашиот дом. Замолете ги вашите родители или старатели за помош во помнењето или во запишувањето на лозинката, како и во самото создавање на истата. Вашата лозинка ќе биде силна само доколку не ја користите за секој можен профил кој го креирате. Може би се прашувате зошто. Доколку користите иста лозинка на секој профил, ова ќе овозможи на оној кој сака да влезе во вашиот профил и во останатиот дел од вашите профили, тоа да го направи со само една лозинка. А доколку сека да користите различни лозинки,
Ако се најдете во немила ситуација каде што некој влегол во вашиот профил на една социјална мрежа, барем ќе знаете дека остатокот од вашите профили се сигурни затоа што сте искористиле различна лозинка. Сега кога веќе знаете како да создадете силна лозинка на кој работи да внимавате, време е да зборуваме за како да имате безбедни разговори на интернет. Првиот совет е да внимавате со кого разговарате и какви информации споделувате. Овие две слики се добра опомена. Секогаш пред да почнете да разговарате и разменувате информации со некого на интернет, размислете за тоа колку добро ги познавате. Дали можете да верувате на личноста со која разговарате. Без разлика колку добро познавате некого, споделувањето на било какви лични поатоци, без дозвола на вашите родители или старатели, не е добра идеја. Доколку забележите дека ви пишува некој кого не познавате или некој со кој не би сакале да разговарате, лесно е да блокирате некого. Сите социјални мрежи и апликации ви ја нудат оваа можност. Доволно е само на Google да побарате како да блокирате некого преку конкретна социјална мрежа. И секако, секогаш кога ќе се најдете во ваква ситуација, побарајте помош од вашите родители или старатели кои се секогаш близу вас за да ве заштитат. Многу социјални мрежи ве штитат од разговори со непознати, доколку тие не се во вашата листа на пријатели, па затоа внимавајте кога прифаќате за пријател или кому дозволувате да ве следи. Сега кога научивме се што ни е потребно за основна безбедност на интернет, време е за една кратка игра. Во оваа игра, која што се вика стави црта ако, тоа што треба да правите е секогаш кога ќе слушнете нешто што сте го направиле, да ставите црта на лист хартија кој се наоѓа блиску до вас. Секако, оваа игра може да ја играте и на поинаков начин, така што можеби ќе спуштате прст од вашите раце за секоја работа што сте ја направиле. Да почнеме. Стави црта ако си споделил или споделила лозинка со пријател. Стави црта ако си ја запишал или запишала корисничкото име и лозинка во тетрадка. Стави црта ако си споделил или споделила лични поатоци без дозвола од родител или старател. Стави црта ако си пишувал или пишувала пораки некому кого не познаваш или не ти е пријател. Стави црта ако си блокирал или блокирала некого на интернет поради недолични содржини, како што се слики и пцовки. И последното, стави црта ако си споделил или споделила телефонски број, адреса или број на картичка на интернет. Доколку сте направиле било што од овие работи, време е да подразмислите за тоа како го користите интернетот и дали сте безбедни на него. Сите ние мора да бидеме свесни дека интернетот е место каде што сите наши поатоци се складираат. Без разлика дали вие сте избришале некоја слика, таа се уште може да е складирана некаде од каде што може да биде вратена. Исто така, истата таа фотографија или разговор може да биде сликан со опцијата за слика на екран, односно скриншот. Затоа мудро размислете како се однесувате на интернет. Се надевам дека од ова видео научивте нешто ново и дека советите што ги слушнавте ќе ги применувате. Ви благодарам на вниманието.